Почитувани, Општинскиот комитет ВМРО ДПМН не обвинува никого, туку кажува факти врз основа на добиената правосилна пресуда со која се огласува за виновен градскиот архитект Стојан Динев за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, односно неговата измама врз граѓанинот И.Н. Струмица е мало место и сите се познаваме меѓу себе. Граѓанинот И.Н. важи за еден од доајените на предприемништвото во Струмица и добро ги познава законските и општествените норми. Загрижува фактот што Стојан Динев успеал да го измами него. Цитираме: кога во текот на 2008 година за нарачателот И.Н., собственик на фирмата Иво Доел, изготвил проект за реконструкција, доградба и надградба на стопански објект, за кој проект преку каса прими наплатил од нарачателот 3000 евра, постапувајќи спротивно на законот. Се прашуваме, доколку ова му се случило на човек со искуство, во каква позиција се нашле обичните граѓани на Струмица во последните 5 години, откога Стојан Динев е градски архитект, а градоначалникот Зоран Заев е градоначалник. Ги охрабруваме граѓаните кои се нашле во слична ситуација да пријават до институциите на државата. Секретарот при општина Струмица сигурно е информиран дека за секое одобрение за градење издадено од општината, одскоро стои потписот на градоначалникот Зоран Заев. Кој кого заштитува? Подсетуваме, пресудата врз градскиот архитект Стојан Динев за сторена измама е правосилна од 14 декември 2010 година. Денес е 66-тиот ден, а Стојан Динев се уште е градски архитект. И да, граѓаните треба да знаат за сторените кривични дела на раководителите на локалната самоуправа. Ви благодарим.